Една од главните работи со кои треба да се зафати новата влада е суштинска реформа на правосудниот систем, сметаат правни експерти. Според нив тоа е потребно пред се поради ниската доверба од само 2% која граѓаните ја имаат во судството. Професорот од правниот факултет во Скопје Борче Давидковски вели дека треба комплетно да се преиспита улогата на судскиот и обвинителскиот совет, но и на Академијата за судии, односно дали таа ги дава очекувањата. Кај нас секоја влада почиња со реформите на крајот од мандатот, што е најголема глупост. Сега на почеток, сега ќе имаме ново, во првите 6 месеци веќе треба да се етаблираат, да се испостават насоките како ќе се прави реформа во правосудството, во јавната администрација, во здравството, во образованието и така натаму. Во сите, за да луѓето имаат перцепција што не очекува и дали нешто ќе биде подобро. Смета дека кај ниту една поранешна македонска влада немало политичка волја за да се направат суштински реформи, затоа е скромен во очекувањата и од идната влада. Кај нас политиката е многу инволвирана. Јас не очекувам многу, затоа да им дадеме време, нели, с првите 100 дена све најдобро треба да биде, да видиме првите реформски чекори кои ќе бидат. Дали ќе има политичка волја или не. Еднаш треба нашиве власт да знаат дека ако се прави реформа, не правиме реформи за да влеземе во Европска унија. Тоа ги правиме реформите за да се подобри животот и стандардот на македонските граѓани. Сериозен предизвик со кој државата треба да се соочи е како да се намали влијанието на политиката врз правото, но и борбата против корупцијата. Но доколку таа борба биде само фиктивна и со носење на закони каде што имаме на некој начин амнестија, тоа представува атентат на самиот правен систем, како што оно што се случи со намалување на казнивите дела, последниот пат со укинување на одредени кривични дела, што укажува порака дека имаме неказнивост и дека можеби тоа ќе се случи понатаму и во иднина. Во делот на судството, во делот на Републичкиот судски совет, во делот на Советот за јавните обвинители, сигурно дека би требало да се направат измени, дополнувања, односно со еден збор реформи. Очигледно е тоа дека од сите страни и од Европа и од секаде ни доаѓаат, а и ние самите знаеме тука во државата дека во судството не ни функционира како што треба и дека тука треба да се направат реформи. Во Северна Македонија досега честопати се носеа закони кои се спротивни на правдата и моралот. Затоа е многу важно при носењето во иднина да има општа јавна расправа со цел носење на правилни закони, а не закони кои се спротивни на правната логика. Овие пораки беа упатени од 10-та меѓународна научна конференција Охридска школа на правото. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.